да сиде четворица. Следува веднаш третата борба во конкуренција до 38 килограми на државното првенство. Во оваа категорија учество зедоа 10 на основци, меѓу нив еве ги најуспешните. Во сино Берат Джемаил од основното училиште Лирија од Скопје, а во црвено е неговиот ривал Авдили Земри од основното училиште Наим Фрашери од Студеничани. И тука интересни надпревари за да се стигне до ова финале, а да видиме кој ќе успее да го заслужи одличието. Секако најважното и другите ќе добијат. Дали ќе има брз епилог ова борба, не успеа да се извлече од оваа акција на Авдили Берат Джемаил. Мислам дека судијата ја прекинува борбата затоа што излегува двајцата надпреварувачи од кругот, ќе продолжи на центарот. Водство има Берат Джемаил. Еве сега одлична акција и можност за поени на Земри Авдили, ако не и за нешто повеќе, затоа што го крена целосно во воздух ривалот и мислам дека ако не успее да излезе од кругот, може и да биде туширан. Се обидува да стане Берат Джемаил, му успева меѓутоа само за да се доведе во ситуација на под и нова можност за акција на Авдили Земри. Излегува надвор од кругот сега во оваа ситуација Берат Джемаил. Поени за двајцата и изедначување 4-4. По одморот, еве втората рунда. Еден од поинтересните надпревари до сега, поизедначено секако, доволно говори таблата со поени. Но Авдили продолжува таму каде што застана во првата рунда. Тој намислил да ги собере почестите од оваа конкуренција. Еве, нови поени за него. Да видиме дали во продолжение на оваа акција ќе може да стори нешто повеќе. Одолева до сега на сето она кое што му го приредува Авдили Джемаил, така што не му се остваруваат плановите. Уште еден обид за да го сврти на грб, неуспешен. Само со иницијалните поени за водство. Продолжуваат од центарот. 6-4 за Авдили Земри. Се одбрани сега Авдили. И има добитна ситуација, еве го сврте на грб својот ривал Джемаил Берат. Нови поени. Уште поени за Авдили Земри, да видиме дали е тоа крај на борбата. Да. Штом чести за студијата, 10-4 за Авдили Земри од основното училиште Наим Фрашери од Студеничари го доби дуелот за златниот медал со Джемаил Берат од основното училиште Лирија од Скопје. Само да споменеме и преостанатите двајца кои што заслужија место на подиумот, а тоа се Филип Тасев од основното училиште, Гоце Делчев од Штип